Јас сум Јас сум она што не се гледа на Инстаграм. Амбициозна. позитивен. Широка насмевка. Љубов. Јас сум мог. Јас сум храбар. Јас сум другар. Секогаш се слушувам, советувам и помагам. Јас сум доволна. Ќерка на најбогатиот човек во Македонија го покажа раскошниот дом. Прво би рекла дека тие предрасуди, тие коментари за моето семејство сум ги добивала од мала. Единственото нешто што не се простува во Македонија е успехот. Разјаснам дека моите родители се мојата најголема поддршка. Кажале било што они ми се најблиските луѓе во светот. Они секогаш само ме поддржувале искрено и од срце. Ама секогаш имам едно правило дома, а тоа е дека мора ручек дома да се јаде. Нормална и сакам да сум нормална. И сум, стварно. Јас почнав со глума на мои 9 години и да не беше Кики од Ајта музика, немаше да биде Кики сега од Низград со Кики. А јас Низград со Кики, прво, идејата ми беше сакам да имам нешто свое. Викам, добро, што би имала свое? Не можам сама да напишам емисија. Ги донирав сите хонорари на СОС Детското село. Таа година добив плакета за најголем индивидуален донатор на 2022. Не знам за вас, јас веднаш сакав да седнам овде, да се вклучиме со нова епизода на Ресет и конечно да се видиме, јас и вие, на ова добро познато место кај нас за студио. Најпрво морам да ви кажам вака од топло срце, благодарам на сите вас кои што каде да не сретнете, ни кажувате поубав збор за тоа што го правиме, ни значи и сакаме да го направиме сето ова за вас и се надевам дека ќе ви служи. Пред да го представам мојот денешен гостин, сакам да ги поздравам нашите поддржувачи, а тоа се следнива. Dongfeng, еден од најголемите производители на автомобили, познати по својата сигурност и иновативна технологија, брендот кој нуди широка палета на модели од економични градски возила до модерни SUV и електрични автомобили. Патем сигурно го гледате Петар со Ресет на Падо Сет, така ни пристигна и денешната гостинка. Smart Living, создадени за модерен начин на живот, комбинирајќи функционалност и елегантен дизајн, нешто што може да видите, а се наоѓа тука во средина е ова прекрасна маса од нив. F-Stop, односно Pro фотокамера шот со целосна професионална опрема и современо осветлување за врвен квалитет на фотографии и видеа, патем и овие микрофони се токму од таму, може да се видите се што сакате, ќе го најдете. Следните кои што сакам да ги поздравам, а се погрижија за мојот изглед, се Fashion Group, кои што имаат прекрасни парчиња од манго, оттаму сум и обличена со новата колекција, така што можете да ја погледнете, вреди да си го освежите вашиот гардеробер. Octay Sadie Hair Studio за шминка и фризура, секогаш професионални и на висина на својата задача. Она што не сакам да го испуштам е секако студентарија, кои безрезервно не подржуваат во нашата идеја и ние нив, секако кога станува збор за студентскиот живот, сите информации ги имате таму на едно место. И не можеме да го изоставиме овој дел, бидејќи се дел од нашите видеа кои што ги следите на социјалните мрежи, а тоа се Слободен печат, нашиот омилен весник, а верувам и вам, кој стана дел од нашата култура, медиум кој нуди навремени и релевантни информации од земјата и светот. Мислам дека дојде времето кога треба да ја представам нашата следна гостинка. Гостинка која што дефинитивно инспирира млада публика, па не би се задржала само таму, бидејќи станува збори за луѓе како мене. Така се случи еден настан, кој што непланирано дојдов, го посетив, а таа беше токму таму панелист. Она што ме инспирираш и сакав да веднаш ја поканам во Ресет е незината остроумност на 17 години. 17 години, замислете, да размислува така зрело и, како што добро знаете, покрај Стефи сакам да вклучувам млади лица кои ќе бидат вистински пример во општеството како треба да изгледа младината и еднаш за секогаш да го побиеме она што некои медиуми знаат да го споделат, а дека
младите се нели некултурни или пак незрели, еве ви пример да видите дека има таква таргет група или млади лица кои што и тоа како ќе остават силен впечаток и белег за сите следни генерации. Да не должам многу, драго ми е што е тука Кики Мукаетова. Добри ни дојде во Ресет. Фала ви многу за поканата. Би сакала да кажам фала и за убавите зборови, бидејќи навистина мислам дека не требаат млади луѓе кои ќе можат да ги инспирираат моите врсници. Сакам да докажам дека младите имаат свое мислење, дека еднакво има други деца во моја генерација што можеби не ги знае пошироката публика, што се еднакво остроумни и што се еднакво зрели. Многу ми е драго да ти кажам искрено вака, многу ти се радувам од срце. Јас подготвив некој шаблон на прашања кои што сакам да ти ги поставам, меѓутоа најпрво ќе те прашам како сте ми. Дали денеска добро се разводи, неделно расположена или? Дефинитивно во добро расположение сум. Утре имам испити, сега со школа сум малце така. Во движење си баш, Во движење со обврски. Да, ама би рекла дека дефинитивно сум во добро расположение и посебно кога сум во добро друштво и со добар разговор, како што ќе бидеме сега. Драго ми е. Ке се ресетнеме јас и ти сега заедно. Знаеш како јас кога истражував за тебе, кога прогуглав, нели, и да видам што се пишува за тебе по порталите, мама и тато може да бидат горди, навистина само убави работи има. Меѓутоа како што и ти добро си запознаена, насловите некогаш не се допаѓаат, некогаш не се допаѓаат, но еден што мене ми фати око, а сакам да го така некако започнеме разговорот. И сакам одма да речистиме приказната и гласи вака. Ќерка на најбогатиот човек во Македонија го покажа раскошниот дом. Мене, ако лично ме прашаш, можева многу поинаку да се проформулира и да се представи која е Кики Мукаетова, меѓутоа ти оставам простор да се искажеш и сакам ова да биде епизода каде што тебе ќе те запознаеме која си ти. Значи, вакви портали, тоест конкретно овој портал, има напишано разни артикли со истиов наслов. Никогаш не е спомнато моето име, никогаш не сум била јас Кики Мукаетова, туку секогаш во тие наслови сум ќерката на најбогатиот македонец. Прво, би рекла дека тие предрасуди, тие коментари за моето семејство сум ги добивала од мала. Морам да кажам дека мојата фамилија е мојата најголема поддршка. Значи во се што правам, јас дали е тоа за најголем совет, за нешто многу сериозно, за нешто да кажеме глупаво, несериозно, јас цело време одам кај моите и стварно сум навистина блиска со нив. Они никогаш не ме натерале јас да направам нешто што не сакам, дали е тоа за школа, дали е тоа за работа, за проект, секогаш тоа било моја одлука и секогаш они само ме поддржувале во тоа. Така да тоа за дека си го покажав раскошниот дом, можам да ви го опишам сторито за која се зборува во овој наслов, а тоа е дека се емитуваше низ Град со Кики, мојата емисија на МРТ1, и јас го сликав телевизорот и го ставив дека секоја сабота има емисија во која навистина се вложувам, веќе 2 години, втора сезона. Насловот наместо да е дека јас имам емисија да. На мои 16 години тогаш и дека јас навистина сум пробала тоа да го направам и дека сум Кики. Насловот беше ќерката на најбогатиот македонец го покажува својот раскошен дом. И тие наслови, тие артикли кои прв пат искочија, би рекла дека има некакво влијание на мене, бидејќи бев сведена на наслов што не се идентификувам со него во ниту еден случај. Затоа, отпосле, пример, јас зборав со моите и се, и татко ми кажа нешто што морам да го, мислам да го споделам. Има една изрека кај мене дома, две има. Има дека не треба да направам нешто за кое што ќе се каам. Исто така има една втора. Единственото нешто што не се простува во Македонија е успехот. Сакам само да разјаснам дека моите родители се мојата најголема поддршка, да не беа они, јас немаше да ги имам можностите што ги имав, ама они никогаш не ме терале, никогаш не ми кажале било што, они ми се најблиските луѓе во светот, они секогаш само ме поддржувале искрено и од срце.
Знаеш како, Кики, јас многу не сакам да ги доведам ниту луѓето, ниту пак еве вака во епизодава гостите да се оправдува, да мора да се искажат, да се докажат и повторно, тоа некогаш изморува. Меѓутоа е убаво да се отвори како тема затоа што сметам дека ако не се отворат овие видици, луѓето ќе имаат некоја скривена слика за тебе, а тоа јас не го сакам. Сакам да покажеме дека сепак има убав пример каде што ти си имала можност во животот, нели, сепак си млада, да бираш кој пат ќе го фатиш. Ти сепак одиш по пат, правиш некои чекори кои што делуваат начално зрела личност, да некаде тоа сигурно е последица на твоето воспитување, домашно воспитување, мама и тато се тука вклучени и е нешто каде што еви родители се надам дека не гледаат и кажуваат, гледате, вакво девојче треба да земете за пример, а не пример некој, нели, да не оставаме простор за осудување, меѓутоа зошто да не го пофалиме кога нештото од каде да доаѓа убаво изгледа и културно. Така е, дефинитивно и сум немала платформа каде што можам да си го искажам мислењето, иако од кога почнав, значи се сеќавам само што почнав јас со Дајте музика. Првото нешто во школа кога дојдов, девојче почнала да збори дека татко ми платил за јас да бидам во емисијата. Значи, ова е на мои 11 години. Апсолутно прво, јас требаше да одам низ круг на аудиции кај Весна Петрушевска, требаше да ме одберат и требаше прво мојот лик да се вика Анита, па после тоа дека им се свигаше Кики, како име исто така, ми го ставија моето име, ама пак тие работи што ги имам направено јас секогаш биле од моја волја. Не знам од каде се овие предрасуди дека, не знам, дека моите ме терале или дека моите платиле или дека било што, никогаш не било така. Никогаш. Ајде да почнеме тогаш со правецот, да ја запознаеме која е Кики. Нели нели те следиме со емисијата низ град со Кики, снимаш цело време си со екипа, овој терен ти е познат, снимаш и видеозаписи, песни. Која е всушност Кики зад камерите, зад рефлекторите? Значи, Кики би кажала, прво, морам да кажам дека сум, како да кажам, екстровертна личност. Сакам да се дружам со сите, социјална сум многу. Многу сакам да се дружам со моето друштво, со мојата најдобра другарка, со моите најдобри другарки, имаме група девојчиња, со моите два најдобри другари исто така. Моето секојдневие личи, значи станувам са бајле, си правам кафе, морам да се направам ладна лата са бајле. И го зимам во пластична чашка и доаѓам на школа. Па после тоа ќе дојде ланч брейк во школа и одиме на кафе со друштво или учиме ако имаме тест нешто после. И се враќам на школа, одам дома, одам на пилатес, малце да се одморам. Браво. Па би рекла ако имам слободно време, ќе отидам на некој кафе со другарки. Ама секогаш имам едно правило дома, а тоа е дека мора ручек дома да се јаде. Тоа се уште се практикува. Да. Браво. Значи, колку и да сме во хаос, сите, дали татко ми е на состаноци, дали мајка ми е на состаноци, дали јас имам снимање, ние ќе јадеме ручек дома заедно и тоа е правило. И недела? Или секој работен ден? Секој ден. Тоа е успех. Тоа е успех. И стварно, пример, има исклучоци, нели, ќе се договорат моите на ручек, па јас ќе се договорам на ручек. Ама така ми личи ми на денот, значи морам да имам време со друштвото, морам да имам време со фамилијата и после тоа се враќам дома, учам, се демонтирам малце, одмарам и легнувам. И така ми личи ми на денот. Значи, јас сум многу нормален тинеџер. Јас на вистина, морам ова да го кажам, мене цело време ме изборат луѓе, ти си пејачка, ти си водителка, ти си глумица. Јас пред се сум обична средношколка, јас не се идентификувам како ништо од тоа, бидејќи на вистина јас осеќам многу нормална во моето секојдневие. Отпосле, пример, кога ќе ми се случи нешто каде што, не знам, луѓе како тебе што те следам и те гледам и, пример, ти ќе ме препознаеш мене како некој зрел човек, како човек што треба да се ислуша, мене ми е тоа многу чудно, искрено. Зошто? Не знам, затоа што многу се доживам како нормална и сакам да сум нормална. И сум, стварно. Си нормална и затоа можеби за луѓето, нели се во Македонија, можеби генерално ни светот, се случуваат такви некои нели предрасуди, затоа те поканив со отворено срце, зашто сакам да ја покажеме таа нормалност и твоја природа која што ти ја водиш во текот на денот. Кој работеше со тебе за да бидеш ти нормална? Сепак си обкружена со средношколци, одите на училиште и така натаму, дома се враќаш си со нели мама, тато. Како го држуваш тоа нормално во ваше модерно време? Значи вака, ние живееме
младоста, мислам дека овие години, живееме во едно време на брзи промени. Све се менува околу нас. Значи, социјалните мрежи цело време се менуваат, да почнеме од тоа. Јас станувам на саба или отварам телефон. Јас отварам TikTok, јас отварам социјални мрежи. Цело време нешто ново, брзо се случува. Имаме, како да кажам, прилив на информации цело време. Па после тоа би кажала дека со социјалните мрежи социјалниот живот е различен. Тие врски, тие односи со луѓе се различни и цело време се менуваат. Во таа брза промена на време во се, одржување на нормалното, за мене е пример да одвојам време да одам на пилатес, на тренинг. За мене е да седнам на ручек со моите и да не фатам телефон. За мене тоа е да седнам на кафе и да правиме моабет, да не седиме на телефон и да кој ми пише, што се деси, што има сега, кој постираше ова она. Не, ние цело време кога сме со друштво, ставаме телефони на страна и седиме. Буквално сум имала многу пати каде што ќе го заборам во кола телефонот и нема ни еднаш да ми текне, леле чекај, треба да го земам телефонот од кола. Никогаш не било така. Невозможно. Ета, невозможно, Ете, ама мора некако да се одржува тоа нормално. Јас имав таква потреба. Јас едно време се чувствував дека многу брзо ми се движи животот. На крај само сфатив дека треба да здивнам, дека ми требаат 5 минути од денот кај што ќе седам и ќе дремам и ќе гледам во една точка и тоа е тоа. Ова само од тебе доаѓа или пример, не знам, мама те советува или сестрите? Јас имам 2 постари сестри. И од нив имам видено како е да си женско тинеџер во различни времиња. Сакам да кажам дека јас сум ги фатила моите сестри во време каде што они биле тинеџерки, јас сум ги гледала. Например, со сестра ми Ања, они многу сакаат да доаѓаат кај нас дома и седаа горе и јадаа суши, се седаа и се праваа моабет. Со сестра ми Ива, они имаше поголемо друштво другарки и они цело време доаѓаа кај нас дома. Цело време искачаа заедно. Каде што искача они, таму ме носеше и сестра ми. Значи, јас цело време бев околу девојчиња, околу луѓе, околу тинеџери. Не знам како да кажам, мене тој совет да бидам малце нормална, да здивнам, секогаш ми било прво од себе, таа потреба од себе, ама исто така од тие сестри што сум ги гледала они како живееле, си го споредувам животот, пример и мене ако прибрзо ми се движи, си викам, чекај, сестра ми во пример, секоја петок, секоја сабота беше искочена до небитно до кога, ама секој петок, секоја сабота беше искочена. Си го споредувам некако моето однесување со како сум ја гледала неа. Исто така и од моите родители, пример некогаш ова се случува повеќе со академски стрес, каде што јас се ставам притисок да бидам перфектна или да добиам добри оценки. Моите никогаш не ме замарале, не ми ставале притисок за оценки посебно. И пример они ќе ми кажат каде што гледат дека се мачам, ќе ми кажат седи малце, здивни, седни со нас и ќе седам со нив и не знам, ќе збориме за глупости, они се работат, не знам, си седиме заедно во кујна обично, тоа ни е common space, си правиме моабет и со тоа јас само си осеќам дека сум нормална, дека сум стабилна некако. И со тоа брзо време ни треба на нас младите да имаме 5 минути во денот, каде што ќе правиме тоа што сакаме ние со луѓето што ги сакаме и тоа е тоа. Ги спомна сестрите, мама и тато се тука, сите тие ти се во еден исти кош, нели, голема поддршка. Чив совет ти најмногу слушаш? И зошто? Зависи за што. Мајка ми и татко ми се секогаш тука за мене за било каков совет. Ама кај нив повеќе одам, ако ми треба, како да кажам, ментална поддршка и ментално некако да ме насочат кон точниот пат, би рекла. Бидејќи они мислам дека се бар во споредба со мене, они повеќе логички размислуваат, а јас повеќе емотивно. И некогаш знам емоциите да дозволам да ме преовладаат и морам некако да најдам совет од некој што ќе ми каже искрено што мисли. И тоа се мајка ми и татко ми. Од сестрите, повеќе кај нив одам кога ми треба совет за нешто, како да кажам, несериозно, или никогаш со, пример, имам конфликт со другарка, или нешто ми се случува во животот, социјален живот, ја мора да им кажам на сестрите, тоа мора да се случи, мора они да ми кажат. Имам и помал брат, се вика Трајча, има 12 години. Значи, јас и он, едино ако, како да кажам, ако ми треба да се насмеам на крај на денот, или ако ми треба било што, само да здивнам малце, да не се замарам со ништо, да не ми тежи нешто на мозокот, јас одам кај брат ми во соба, се качувам, и он седи и ќе ме насмее и ќе ме заебава, и после тоа... Многу убаво звучи се тоа што го кажуваш. Да.
Кога го гледаш брат ти вака и кога се навратиш ти на твоите почетоци со дајте музика. Таа Кики, оваа Кики, голема разлика? Да, Да. да. Што те промени? Би рекла дека ме промени начинот на размислување и зрелоста. Јас почнав со глума на мои 9 години. Аудицијата за Дајте музика и кастингот во Дајте музика мене ми беше на 11 години. Јас започнав во таа средина на возрастни, многу мала, и мислам дека затоа јас и останатите деца што бевме во емисијата многу брзо созреавме. Но морам да им се заблагодарам прво пред се на Таси Паковска и на Весна Петрушевска, бидејќи без нив ја немаше да ги имам можностите што ги имав. Тие ме одбраа мене за делот на Кики во Дајте музика и да не беше Кики од Дајте музика, немаше ни да биде Кики сега од Низград со Кики. Евентуално јас пораснав, некако созрав и другите деца што беа во емисијата одлучија да продолжат и со Тин Камп. Јас одлучив дека сакам да направам нешто свое, ама исто така одлуката да прекинам некако со ангажмани некој период на 2 години, ми беше тоа дека морав да го ставам школото на прво место и себе си на прво место. Има една изрека, burnout is real, бидејќи евентуално многу товар ми дојде и одлучив дека треба малце да здивнам. Тој период, ако ти се верува, јас сакав да се откажам. Ја викам, доста. Не можам јас веќе се замарам, не кем да сум никако јавна личност, не кем да продолжам. Заврши Дајте музика, заврши Евровизија, толку ми беше, не сакам. Доаѓа еден период каде што јас не знаев што да правам со мојот хонорар. Значи јас сакав да направам нешто значајно и моите родители ме советуваа, ми рекоа, зашто не си нацрташ слика, зашто не инвестираш во нешто такво, нешто што ќе ти трае, што ќе ти остане. И јас се викам, што да направам? Знам што да направам. Ги донирав сите хонорари на СОС Детското село. Таа година добив плакета за најголем индивидуален донатор на 2022. И јас кога видов што можам да направам со тоа што на мои години заработувам, како можам ја да им помогнам на другите, до кој степен, одлучив, добро, зашто да прекинам кога можам да продолжам. И тука почна идејата за нешто мое. Сакам нешто мое и евентуално се деси Низград со Кики. Сакам да ја продолжам приказната за Низград со Кики, но пред тоа ми се наметна природно прашање, бидејќи сепак и дома те советувале, се двоиш од друштвото по тоа што имаш знаење, амбициозна си, сакашеве да направиш нешто повеќе од себе. Како тоа влијаше околу друштвото што било околу тебе или врсниците? Забележав во едно интервју дека си била жртва или да не кажам жртва на врсничко насилство. Тоа е точно. Бев жртва на врсничко насилство. Јас бев во државно училиште до 5 оделенија и таму бев, дури сум имала, како да кажам, сум имала напади, пример сайбербулинг, ама сум имала и физички напад. Вистина? Да. Отпосле, јас летото, тоа лето откако се префрлив од државно, отидов во меѓународно училиште Нова од 6 оделенија, ама тоа лето почнав со Дајте музика. И јас, само што почнав со Дајте музика, значи мене децава што ме гледат првпат пример на школа, ме гледат и на телевизија попладне. И тоа беше многу чудно некако, затоа што јас никогаш не сум била навикната да имам внимание на мене. И ова дојде еден период каде што имав првпат од школа, од деца од школа внимание на мене. Не знам како да кажам, сум имала поради тоа што сум била, пример, некам да кажем јас жртва на булинг, ама на некој начин да, некако чувствував некоја потреба да пазам што зборам пред луѓето околу мене, да пазам што правам, случајно да не бидам осудена. Пример, ова станува исто така битно, оваа точка, со негативни коментари. Дека со ова јас што го работам, нормално да имам негативни коментари. Би рекла дека тоа што си имам пример навикнато на не ме интересира што мислат другите за мене. Моите секогаш така ме советувале дека, ќе кажам пак, единствено нешто што не се простува во Македонија е успехот. Не е лесно да се носиш со сето ова, па и како што каже физички да бидеш нападната. Да, ама затоа постои поддршка од дома, постои поддршка од психолог, затоа што јас тоа сега го имам поминато одамна, значи има колку години има? Има 7 години од кога има поминато тоа врсничко насилство. Можам да кажам дека тогаш бев многу пострамежлива. И некако бев страмежлива, ќе кажам пак. Мислев што правев, мислев што зборев, да не бидам осудена случајно. И после тоа, кога влегов во тој мајндсет на
Мене не ме интересира што мислат другите за мене, најбитно е јас, моите родители, моите сакани што мислат за мене. После тоа, дефинитивно се опуштив и луѓето ме засакаа за таква како што сум. Не некоја верзија на мене што се срами, што пази, што збори. И станав многу поекстровертна и поинтересна. Како се само заштити? Знаеш, си била кревка, емотивна и те повредувале или чекорите што ги правеле твоите врсници ти биле драги, можеби некои не знали станува збор за пријатели или не. Меѓутоа, како ти од таа точка преминаш на точка Б, односно колку треба ти да научиш и во пракса, не само вака нели совети ти дават и од дома и нели најблиски пријатели и така натаму, ама во пракса како иде тоа? Значи, тоа многу ме интересира за да видат и помладите дека сепак има начин, не се заглавени во процесот. Да. Прво, има консултација со сите околу вас, сите сакани. Јас се консултирав со сестрите, прво со сестрите, бидејќи тие беа сепак, како да кажам, поблиску до моите години него моите, и помалку срам имав да им кажам дека сум жртва на врсничко насилство. После тоа им кажав на моите проба да направат, да постапат за да ме заштитат. Мајка ми проба да збори со училиштето. Татко ми исто така проба да збори со директорката, да кажеме, такви некои случаи, ама се тоа не помогна, бидејќи врсничкото насилство во државните школи е многу полошо него тоа во приватните школи, да кажеме. Си слушнала нешто повеќе од тоа што знаеме? Би кажала дека многу почесто се слушува да има жртви на врсничко насилство во државните школи, него во приватните. Тоа е факт, бидејќи во приватните имаш доволно внимание да ти обрне внимание психолог и да ти изслуша. Педагог, психолог, директор ќе ти изслуша. Во државните, бар од моje искуство, јас никогаш не сум била изслушана. Сум имала поддршка и од мојата наставничка, Весна Моритова, во основно. Како да кажам, некако да се консултираш со тие луѓе околу тебе помага. Ама едно нешто ќе кажам, дека јас единствено како го поминав тој циклус на да ме интересира што зборат луѓето за мене и тоа мислење и дали јас ќе бидам нападната на некој начин или не, беше со тоа што сфатив дека тоа никогаш нема да прекина. Јас сум родена во како да кажам, во тие околности, каде што пример, јас сум гледала дека и татко ми го осудувале. Јас сум гледала дека и, како да кажам, луѓето околу мене ги осудувале. Ке прочитам, пример, не знам, ќе отворам од овие порталиве што ги зборавме, и некој нов наслов искача. И сега јас ако сум срекна и задоволна со мојот живот, со луѓето околу мене, зашто треба ме интересира што мислат другите за мене? И тоа ми дојде, како да кажам, тоа ми дојде првично од консултации со психолог, бидејќи тоа многу мислам дека помага, дека одење на психолог, посебно јас во кои околности пораснав со тоа што бев и на детска Евровизија на 13 години. Тоа беше товар и стрес, и академски стрес имам исто така. Имам и притисок од социјалниот живот, да кажеме, затоа што не ги имам истите услови како и другите. Јас кога ќе искочам ме познаваат луѓе незгодно. Мислам, мене ми е преубаво, фала многу, ама никогаш знае да е незгодно. И пример тие околности, мене мајка ми посебно цело време ми викаше дека е нормално да збориш со психолог, дека треба да збориш со психолог. На незината најдобра другарка од детство, мајка е била психолог исто така, и пример мајка ми е навикната дека сите околу неа некако имале поддршка. И затоа и она ми има кажала на мене дека кога и да ми треба, имам број да се јавам да зборам со психолог, бидејќи тоа е многу нормално. Треба да се одржува менталната здравје. И тоа не е многу зборано, посебно моите врсници никогаш мислат дека тоа е, како да кажам, кринж, дека Чудно. Нешто дека не е во ред со тебе. Да, и не треба тоа да се прави, што е тоа психолог, зашто да збориш со психолог? Јас ич не се согласувам, еве искрено ќе кажам. Мене психологот многу ми има помогнато. Терапија, еден вид терапија исто вака како што разговараме јас и ти, само што на подлабоко ниво, мислам, може да ти даде некој стручен совет на некои теми за кои што можеби пријател или вака познаник не е многу близок до таа тема. Можеш ли да се сетиш или ако сега веднаш ти текнува она некоја најважна лекција што се научила од психологот, еве додека си одела на сесија или терапија? Сега не може да ми текне. Ама мислам дека психологот, ова само ќе го кажам, мислам дека психологот најмногу помага во тоа што евентуално на психологот улогата да те прашува тебе додека не идеш сам до решение. Бар кај мене така било. До заклучок, да.
кај мене ми има помогнато психологот со тоа што ако мене мислите ми се вака, евентуално ќе ми се отплетат и ќе можам да најдам некакво решение на мојот проблем, да кажеме, или некаков заклучок. И пример, психологот мене ми има помогната со тоа што ми има натерано на некој начин да се соочам со своите чувства. И тоа е многу битно кај луѓето. Да знаеш што чувствуваш, да имаш некако, да си свесен за тоа, за твоите емоции. И некогаш ако сум презбуната, знам одма што да направам. Пишам на психологот. Сесија, здраво, кога ви е следен достапен термин, знам дека имаме тогаш и тогаш, ама и пред тоа да се видиме ако може. Што побрзо. Да. Како се носиш сега со своите емоции? Имаш ли предизвик или нешто што учиш моментално за себе? Пробувам да се снајдам најмногу со академски стрес и пробувам да се снајдам со тоа што сум имала многу промени во мојот живот во изминатиот период, поврзани со различни работи, ама тие промени и во ова брзо време се многу тешки за насочување некако, за да си го најдеш правиот пат. И со тоа што пробувам да се, како да кажам, да се снајдам некако, сваќам дека, пак ќе кажам, треба 5 минути од денот кај што ќе седиш, ќе гледаш во зид, или ќе седиш со твоите, или ќе седиш на кафе со друштво, каде што ништо друго не треба да ти е битно, да се фокусираш само на себе. Ти треба тие 5 минути во денот. Треба ти повеќе од 5 минути, некогаш ни треба ден. И ден. Морам да признам дека некогаш се случува да е така. Го спомнавме проектот со низ град со Кики. Се сеќаваш ли на првата епизода што ја сними, како се чувствуваше? Зошто воопшто потекна такво нешто, а во таков формат, а да не е нешто сосема друго? Значи вака, јас низ град со Кики, прво, идејата ми беше сакам да имам нешто свое. Викам, добро, што би имала свое? Не можам сама да напишам емисија, зборам актерска емисија. Не можам со пеењето, не бев сигурна баш каде одам со пеењето, ама сакав нешто свое. Ми текна идеја за ток-шоу и ми текна идеја за ток-шоу во краток формат, ќе биде некако интерактивно, забавно и што ќе трае 10 минути. Значи 10 до 15 минути максимум. Тоа е вниманието, траењето на вниманието на моите врсници бар и на луѓето општо ден денес. И одлучив дека сакам нешто да е забавно, кратко, ама со кои што? Сакав најмногу од се да ги истакнам примерите луѓе кои имаат влијание во нашето општество. Значи, ова се луѓе, имам зборано јас со доктори, имам зборано со актери, имам зборано со пејачи, имам зборано со секакви јавни личности луѓе кои јас сум ги познавала, кои гледам дека прават некакво влијание во општеството, даваат добар пример. Има дефинитивно промена од првата до втората сезона. Ако во првата сезона јас повеќе сакав да има, како да кажам, да е што позабавно, што по-јако, интересно. Пример, имавме предизвици секоја епизода и мене предизвикот ми беше побитен него разговорот, да можам тоа да го изведам се убаво и да биде интересно за гледање. Ако тоа ми беше битно во првата сезона, после разговори, совети од разни луѓе околу мене, јас фатив дека многу е побитно од вторава, бар мислам дека и тоа е со моето некако созревање, дека и тоа и во моето растење гледам како се има промената, сега во втората сезона ми е многу побитно суштината на разговорот. Значи, секој разговор да има тежина, да има порака и да се извади некаков заклучок, да кажеме, од разговорот и од човекот, да го запознам стварно каков е. Бидејќи вака, ако ние збориме 5 минути, и ако правиме предизвик уште 5 минути, колку сме се запознали? Пролазна работа. Така е. Да. Ме посети на едно малечко девојче во Америка, ако ти текнува, што е доста популарно и го носат по ред карпет, црвени килими или на познати фестивали, настани. Обично со пунча на главата девојчето и им зима интервјуа на сите јавни личности. И е многу сладко да се гледа некој ти во таа улога, само што си наша. Така. Се сеќаваш ли на кој интервју што го имаш направено нака, велиш дека сакаш да има порака, да има добар заклучок, да еве можеби некој од нив тебе ти има променето или научено нешто за себе? Значи вака, имаше една разлика. Значи јас почнавме да снимаме ние во септември, се емитуваше 26 октомври првата епизода и беше со Викторија Лоба. И јас Лоба ја знам од претходно. И ние кога
седнавме, јас имав многу трема, многу ми беше страв. И јас бев така некако укочена и не можев да правам разговор со неа. Ние бевме физички седнати на кафе, ние бевме како на состанок. Значи јас не можев, онака се потам, зборам и чекам, сега треба да прашам прашање, она неа не слушам што збори, само чекам да кажа некако, за да можам и јас одма да почнам со следното прашање. И не знав како да се однесам, бидејќи ток-шоу никогаш не сум правела, не сум, како да кажам, сум гостувала неколку пати, ама никогаш не сум била јас од страната каде што треба да ги поставувам прашањата. И мене ми беше страв. Доаѓа, поминуваат неколку епизоди. Јас малце опуштена сум, комотна сум со зборењето. И доаѓа еден момент каде што правиме епизода Резолуција 2025. Тоа е каде што имавме порака од разни јавни личности и доаѓа еден момент некако успеав да добиам порака интервју Можеш да. од претседателката. Таман. Од професор доктор Гордана Силјановска Давко. И сега јас одам на тоа интервју и мене ми беше многу страв. И моето прашање беше: претседателке, кажете ми која е вашата порака за младите во 2025? И она даде една таква суштински богата порака, каде што јас слушав и се чудев. Навистина, ние, значи прво не сековме ништо таа порака како што ми ја кажа, ја ставивме, така толку суштински, кажа толку суштински битни работи, што јас заклучив, сега ја ги правам овие интервјуа по 10 минути, по 15 минути, и се брзо, и сакам да има предизвики, сакам да е интересно, да ги занимавам луѓето што гледаат. Ама и колку е побитно да има суштина, да има тежина во тоа што го кажуваат луѓето. И затоа сакав и малце и да се навратам со, пример, кога седнувам со некој на интервју, сакам прво претходно да имаме 5 минути разговор, а после тоа, исто така многу е битно, сакам да зборам и за тинеџерството. Сакам да направам споредба како било тогаш, а како е сега. И многу е различно. Од сите гости до сега имам добиен одговор дека е многу различно. И од втората сезона, како што растам јас, како што прираснав нели во тинеџер, како што се соочувам со разни работи во мојот живот каде што ми треба совет. И јас, пример, седнувам со овие луѓе на интервју и сакам да имам чувство дека седнувам со нив на кафе, на совет и на разговор суштински, што е, како да кажам, битен, што има што да се извлече, има порака. Од ова можам да заклучам дека ти сакаш да си обкружена со луѓе, блиски или пак вака познаници од кои што сакаш нешто ново да научиш. Значи не сакаш, не знам, пролазни работи или пак површински, туку сакаш малку подлабоки разговори да правиш. Со кого вака се чувствуваш најкомфорна за да можеш да се отвориш целосно? Со фамилијата, ама тоа се подразбира, со сестрите, бидејќи и тие ги имаат поминато истите работи што јас ги имам поминато. И пример никогаш ќе ги прашам, добра, како ти беше тебе, пример од тие години, како се соочи ти со тоа и тоа кога одеше на факултет, кога беше четврта средно, кога се упишуваше на факултет. Пример со нив многу ми е комфорно да се отворам. Со мајка ми е исто така, бидејќи мајка ми е човек што, како да кажам, што секогаш била тука за мене да правам значи да имаме разговор и она да ми каже искрено што мисли. Со мајка ми секогаш било тоа, со татко ми било по логичен одговор и он таков си е по, како да кажам, Има простор за емоција? Има, многу има. Татко ми си емотивен човек, ама на негов начин. Пример, со него секогаш било малце пологично за искрен совет и со мајка ми исто така, со сестрите вака. Морам да ја спомнам, мојата најдобра другарка Милена. Имам најдобра другарка што, како да кажам, ние сме одвоени веќе 2 години и со неа, пример, ние имаме сфатано дека сме многу слични во карактер, ама сепак различни. Има работи во нашиот живот што ни имаат направено да сме различни. Пример, со неа кога седнувам, многу е чудно да видиме колку сме слични, а сепак колку различно гледаме на работите. Така да тоа дефинитивно со нејза мислам дека многу можам да се отворам, зборам на страна од фамилијата. Никогаш е најубаво кога ќе седнеш со друштво и кога седите сите заедно и спонтано доаѓа некој длабок разговор. Мене тоа ми е најубаво. Искрено кажувам. Зашто си најдобро вака кога советуваш? Јас обично не кам да советувам. Мислам, сакам, ама многу ми е страв да не кажам нешто грешно, па после ја да сум крива. Ама би рекла дека, како да кажам, обично за работа, за таков однос и за школа сум добра за совет. Да дојде човек кај мене да ми даде. Мислам да тебе да собратам? Да. Добро. Да му дадам совет, бидејќи обично за мои врсници
бидејќи сум го доживеала тој стрес и можам да кажам како можеш некако да се справиш со тоа. Ама исто така, не знам како да кажам, и за социјален живот, и за негативни коментари посебно, има доаѓано луѓе, ми имаат прашувано. Можам да кажам дека некои луѓе, пример, кога ќе се запознам и кога ќе кажам како, не знам, кога ќе сфатат дека имам некаков товар од публиката и од се, и одма ќе ми се свртат и ќе ме прашат: "Добре, ти како се справуваш со негативни коментари?" Дека кажам со тоа што тие негативни коментари никако не се сликата што јас ја гледам за себе. Тоа е тоа. Знам јас каква сум, знам која сум, знам што правам, знам кои ми се амбициите во животот. Толку тука завршува. Тоа ми е битно. Многу убава завршница на мисла кажа. А и тука некаде се ближи нашиот крај на разговорот, Кики. А сакам, знаеш колку работи те прашам. Во интерес на времето, вака една порака која што би сакала да ја пратиш на младите луѓе, па и на возрастните, нешто ново да научат од тебе, пошто би сакала да те памти светот? За моите врсници имам да кажам дека никогаш не треба да прекинат да веруваат во себе. Никогаш. Не постои нешто што е недостижно ако си доволно амбициозен и ако имаш доволно желба и љубов кон тоа што го правиш. Значи, не е битно од каде сме, со кој сме, како, било што. Ако ние сме доволно упорни во животот да направиме нешто, да достигнеме некоја цел, тогаш тоа ќе се случи. Значи, живееме во многу брзо време, со многу брзи промени, треба некогаш да се стабилизираме, да најдеме време за себе, ама дефинитивно треба само да продолжиме напред и да не веруваме дека нешто е невозможно. Тоа имам да го кажам. Многу убава порака, Кики. Фала. И многу се радувам што ни гостуваше. Се надевам дека им оставивме убав впечаток за тебе и малку подлабоко има прилика да те запозна, бидејќи ова е само, мислам дека донесовме само 50% од тоа која си ти, така? Не сме... 3. Добро, се движиме напред, окей. Ке имаме прилики повторно да се дружиме. До тогаш ќе ти посакам само успеси и со емисијата Низ град со Кики, со се понатаму што ќе правиш. Благодарам многу, Нина. Преубаво ми беше. Многу се опуштив, многу искрено кажав од срце тоа што сакав да го кажам. Мислам дека не кажав се, ама кажав доволно. Поише од доволно. Доволно за да се видиме повторно. Драги мои, ви благодарам и на вас што не следевте до самиот крај. Се надам дека земавте една убава поучна лекција од Кики, а тоа е да бидете свој без разлика на околината и на тоа што мислат луѓето за вас. Бидете оригинални и целете кон вашите соништа. Се гледаме до следниот подкаст. Чао!